Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Денес би сакал да зборувам една куса проповед, екзегетска, теолошка, од второто писмо до Тимотеј, 4 глава. Главните размислувања во ова послание или во самата глава се следниве. Верниот Божи слуга останува цврст до крај. Тој ја проповеда вистината, трпи неволи, не се плаши од луѓе, ја извршува трката или завршува трката и ја чека наградата од Господ. И првото нешто, што Павле му го вели на Тимотеј е оваа: проповедај го зборот во време и невреме, или со мои зборови, и кога е лесно, и кога е тешко. Павле му вели на Тимотеј: проповедај го зборот. Тоа значи дека Божиот слуга не смее да чека само погодни услови. Не се проповеда само кога луѓето сакаат да слушаат, кога има мир, кога сите те прифаќаат и кога нема отпор. Божиот збор, како таков, треба да се проповеда и тогаш кога луѓето се ладни кон него, кога не сакаат поправка, кога вистината им пречи, а гревот го сакаат. Проповедникот или Божиот слуга не е повикан да ја забавува публиката, туку да ја објавува, проповеда Божјата вистина. Тој треба да укорува, да охрабрува, да опоменува, но со трпение и со поука. Во Стариот Завет знаеме за пророкот Еремија. Тој го проповедаше во тешки услови евангелието, односно Божите зборови. Народот не сакаше да слуша. Царевите во тоа време се противеа. Пророците проповедаа лага. Свештениците го отфрлаа. Но Еремија не престана да зборува. Тој не ја менуваше пораката за да им угоди на луѓето. Иеко плачеше, страдаше и беше отфрлен, сепак остана верен на Божиот збор, овој збор што го читаме секој ден. И денес Божиот човек не треба да прашува дали тоа ќе им се допадне на луѓето, дали тоа ќе го одобрат, туку дали ова е Божјата вистина што јас ја проповедам. Второ, ќе дојде време кога луѓето нема да ја поднесуваат здравата наука, здравото учење, Библијата. Библијата ќе биде отфрлана. Павле предупредува дека ќе дојде такво време, а веќе е дошло, кога луѓето нема да сакаат здрава поука. Наместо вистина, тие ќе си бараат учители што ќе им ги скокоткаат ушите. Ќе зборуваат само она што тие сакаат да слушат. Ќе ги свртат ушите од вистината и ќе се свртат кон измислици или бајки буквално. Ова е сериозно. Да, многу сериозно. Опасноста не е само во тоа што има лажни учители, туку и во тоа што има луѓе што ги сакаат лажните учители. Кога срцето не сака покаяние, тогаш бара проповед, учител што нема да го вознемери гревот во него или во нив. Здравото учење понекогаш боли, односно и секогаш, затоа што го открива гревот, но таа болка е како лекарска интервенција, корисна, не да наштети, туку да спаси. Колку е тоа прекрасно. Во времето на цар Ахав имаше многу лажни пророци. Библијата вели имаше 400. Тие му зборуваа убави зборови. Го тешеа, го храбреа, ама лажно. Но пророкот Михеј му ја кажуваше целата вистина од Бог. Ахав не го сакаше Михеј, затоа што не му пророкуваше добро. Лажните пророци му зборуваа тоа што тој сакаше да слушне. А Михеј му зборуваше тоа што Бог сакаше да му каже на цар Ахав. И така, кога човек не ја сака вистината, тој ќе си најде учител што ќе му го смирува гревот, односно ќе го охрабрува во гревот. Но Божиот човек не смее да ја продава вистината за човечко одобрување. Како трето, биди трезвен,
трпи страдање и врши ја службата, како евангелист. Тоа е поуката на Павле до Тимотеј, а не помалку и до нас. Биди трезвен во се, трпи страдања, врши дело на евангелист и исполнува ја својата служба до крај. Трезвено значи духовна будност. Божиот слуга не смее да биде занесен од човечки пофалби, од суета, од популарност или пак огорчен да ја проповеда вистината. Тој треба да гледа јасно, да размислува библиски и да стои цврсто на вистината. Павле не му ветува лесен пат на Тимотеј. Напротив, му вели трпи страдање. Службата не е секогаш пријатна. Понекогаш има и страдања, осаменост, недоразбирање, напади, замор, солзи. Но Божиот слуга треба да ја исполни службата, а не само да ја започне, туку до крај да ја исполни. Во Стариот Завет Мојсей беше повикан да го изведе Израел од робството на Египет. Но службата не му беше лесна. Народот често мармореше. Го обвинуваше Мојсей. Се враќаше со срцето назад кон Египет. Сепак Мојсей продолжи. Тој не ја напушти службата, затоа што народот беше тежок. Туку напротив, проповедаше, охрабруваше и велеше: издржете, продолжете. Службата не се мери само на тоа или по тоа како почнуваш, туку како остануваш верен кога ќе дојдат тешкотии. Како четврто, Павле го советува Тимотеј и вели за него лично: животот на верниот слуга е жртва пред Бог. Еве за себе што вели тој: јас веќе се излевам како жртва на левница и времето на моето заменување дојде. Павле го гледа својот живот како жртва пред Бог. Тој не вели залудно си го потрошив животот, туку го гледа својот крај како принесување пред Господ. Неговата смрт не е пораз, туку верна служба до крај. Вистинскиот христијански живот не е живот што се чува за себе. Тоа е живот што се дава за Бог. Верникот не живее за своја слава, туку за славата Божја. Во Стариот Завет жртвите се принесуваа пред Бог. Особено на левницата се излеваше како дел од принесувањето. Тоа покажува целосно предавање на Бог. Павле вели: мојот живот е излеан пред Господ. Исто така можеме да се сетиме и на Авраам, кога беше подготвен да го принесе и својот син Исак на жртва. Нормално, Бог не сакаше човечки жртви, но го испита срцето на Авраам. И што направи Авраам? Авраам покажа дека Бог му е поважен и од најмилото, и од сопствениот син. Вистинскиот слуга не го задржува животот за себе. Тој вели: Господи, мојот живот е Твој, во Твоите раце. Како петто, верата треба да се зачува до крај. Павле вели понатаму на Тимотеј: добрата борба ја извојував, трката ја завршив, верата ја зачував. Ова е многу важен стих. Павле не се фали со човечки достигнувања, туку сведочи дека останал верен на Бог. Тој се бореше, трчаше, ја зачува и верата. Христијанскиот живот е борба. Тоа не е прошетка, тоа е трка. Тоа не е стоење во место. И најважно, верата ја зачував. Не е доволно човек добро да почне, треба верно да заврши. Мнозина почнуваат со ревност, но потоа се ладат, односно не продолжуваат да му служат на Господ. Некои се сопнуваат од прогонство, други од љубов кон светот, трети од гордост, четврти се разочаруваат, но Павле вели: верата ја зачував. Од ништо не се разочарав, од ништо не ме привлече од овој свет, прогонства имаше, но не се откажав и така натаму. Пример, пророкот Даниел ја зачува верата во Вавилон. Тој беше далек од својот народ, од својата земја, обкружен со идолопоклонство, под власт на незнабожечки цареви, и тој не се откаже од Господ.
И кога беше забранета молитвата, тој продолжи да се моли како и порано. Вера што се чува само кога е лесно, не е испитана вера. Вистинската вера останува верна дури и во Вавилон, во лавовска јама, па и пред лоши цареви. Како шесто почитувани, Господ ќе му даде венец на оној што го љуби неговото доаѓање. Павле вели дека го очекува венецот на праведноста, што Господ, праведниот судија, ќе му го даде и не само нему, туку и на сите што го возлюбиле или возлюбиле Христовото доаѓање. Ова е голема утеха за сите нас. Луѓето можат да не те разберат, да не те признаат, да те заборават, па дури и да те осудат неправедно. Но Господ, тој наш Господ е праведен судија. Тој знае кој му служел верно, тој знае кој страда за вистината, тој знае кој ќе остане до крај верен на него. Павле не гледа само кон смртта, туку кон средба со Христос. Неговата надеж не е во човечка награда, туку во Господовото признание. Например, во Стариот Завет, синот на Јаков Јосиф беше неправедно продаден од сопствените браќа, обвинет и затворен. Луѓето го заборавија, но Бог не го заборави. Во вистинско време Бог го изведе од затвор и го постави на место каде што спаси многу животи. И така како поука од оваа точка можеме да заклучиме следново. Човек може да биде заборавен од луѓето, но никогаш од Бог. Верноста пред Бог никогаш не е залудна, празна. И кога луѓето ќе те остават, Господ стои со тебе. Не грижи се. Во оваа глава Павле зборува и за болката на осаменост. Некои го оставиле, го напуштиле. Димас го остави затоа што го засакал сегашниот свет. При неговата прва одбрана никој не застанал со него. Но Павле, гледајте што вели. Господ застана со мене и ме укрепи. Ме охрабри. Ова е силна вистина. Луѓето можат да заменат, но Господ не го остава својот слуга. Павле не бил огорчен, туку предал се во Божите раце. Тој знаел дека Господ ќе го избави од секое зло, за да го зачува за неговото небесно царство. Верниот слуга Божи треба да бидат, или верните Божи слуги или слуга, треба да биде подготвен, а не и дури на осаменост. Не секогаш сите ќе те разберат, не секогаш сите ќе останат до тебе или со тебе. Некои ќе го сакаат светот повеќе од Исус, но ако Господ стои со тебе, не си сам. Например, Илија се пожали дека останал сам. По големата борба со Вааловите пророци, тој се најде уморен, исплашен и обесхрабрен. Но што му вели Бог? Имам луѓе кои уште не ги целивале Вааловите. Ваал, не го целивале Ваал, не му се поклониле на Ваал. Тоа значи дека Бог се грижи за своите. Бог го хранеше, го зацврстуваше и му даде плюс службата негова да продолжи. Кога човекот ќе те остави, Господ може да те укрепи, зацврсти, повеќе отколку што луѓето можат да те охрабрат. И затоа во ова глава апостол Павле вели вака: проповедај го зборот, не плаши се тоа што ќе дојде, не им угодувај на луѓето, трпи страдање, исполни ја службата, зачувај ја верата и гледај кон Исус и кон неговата награда. Оваа глава не учи дека најважно не е човек да биде популарен во овој свет, туку верен на Господ. Не е најважно луѓето да те пофалат, туку Господ да го признае твоето работење за него. Не е најважно колку лесен бил патот, туку дали сме ја завршиле трката со вера. Верниот христијанин
не живее за сегашниот свет, туку за Господ кој доаѓа. Тој ја чува верата, ја исполнува службата и го очекува венецот од праведниот судија Исус Христос. Нему слава во сите векови. Амин.